1 на 1 сезона 10, а вечерашен гостин, еден и единствен, Здравко! И вашиот и наш домаќин Жарко Димитриевски! Жарко Димитриевски, Меша, скапул за гуру, да. Втора епизода од сезона 10. Yes! Здравко Чолич! Здравко Чолич! Возбудени сте? Да. Искрено јас сум возбуден. Да ми не ми љубоморето, но ме баци преска. Мешовски, енергија. Енергија. 3 во 1. 3 во 1, браво, 3 во 1. Многу јако, одлично. Благодариме на тие што не гледаат во публика, благодариме на тие што се присутни во публика. Имаме прекрасен број од околу 50 на, ќе речам, момци и девојки, ама мислам само девојки, бидејќи се жени. Да, 50 се на број, или после Централниот комитет од прилика двојно повеќе од што ВМРО има членови. Од прилика. Јас, луѓе, цело време мислев дека Мицкоски е исклучителен човек, ама до толку ли би исклучителен? Значи, што стори? После сите овие исклучувања, ВМРО има толку малку членови, што не може ни комплетен тим за фудбал да направи, па на парламентарниот турнир мора за голман да го пријават Бучковски. Дај што даш. Бучковски. Претходно бранеше Крсто Муковски, сликан овде како го брани собранието. Еве го сменија од позицијата голман, зашто се живо му влагаше. Топки влага, народ, Владо Јовановски, ништо не можеше да одбрани Крсто, сите му влага. Последниве мега интересни случувања не натераа да размислиме кои се сличностите меѓу пратеник на ВМРО и вибратор. Некогаш посакувам да ги сменам сценаристите. Но тоа е тоа. Да, значи, ова се топ 5 сличности меѓу пратеник на ВМРО и вибратор. Драм рол. Број 5. Се тресеш пред водачот. Тоа е. Број 4. Сите сакаат да те купат, ама никој да не дознае. Трета сличност помеѓу пратеник на ВМРО и вибратор, на одмор те носат во халкидики. Број 2. После бурна ноќ не знаеш кај ќе се разбудиш, фрлен лево или десно. Број 1. Сличност меѓу пратеник на ВМРО и вибратор, секогаш можат ненадевно да те исклучат. Знам дека има еден куп луѓе што се загрижени за вековното библиско име и никако не може да го простат гревот на Канчевска и Муковски и дружината, но не се плашете, македонци. Еден на еден во соработка со Димитар Апасиев ви го представува магичниот рецепт за патриоти. Да, ова е напиток кој ќе го сочува уставното име. Мешевски, ќе ми помогнеш ли за тоа? Сека. Јас ти и Димитар Апасиев, тие сме. Така, значи, потребни се следниве состојки. Ни требаат тикви, ни треба расол, или народски кажано јува, и ни треба ајвар правен на 30 септември. Мора да е правен на 30 септември. Да, на мирници. Можеш да почнеш да готвиш. Намирниците се ставаат во сад. И да напоменам, не мислам на Америка сад. Ова е руски рецепт, инаку, не е амерички. Се промешува додека не се добие течна смеса. Има некои додаваат и мет и млеко за посладов вкус, меѓутоа тоа се провладени состојки кои уништуваат ефектот. Препорачливо е напитокот да се конзумира 3 пати на ден на гладно срце, што секако не е тешко со оглед на општата економска состојба. Мешевски, зашто помага напитокот, кажи им на луѓето? Примерно се користи против затвор. Само да не се зема надпрепорачена доза, бидејќи со предозираност почнува да тече низ ногавици.
А говори исто така и против мултисклероза. Мултисклекс? Мултисекс. Тоа е многу слично на мултиплекс склероза. Особено е корисен и помага ако си го заборавил името. А исто така помага и при надуеност. Да, ја намалува ароганцијата. Се силиш, насилно отвараш врати по дома, ама после на питоков си нежен и мек како душа. Друго? А исто така и го решава оштетениот вид. Да, после на питоков, оние кои до сега не сте можеле да ги гледате, ќе ви станат најдобри другарчиња. Битно, не последно, а и најбитно. Што? Исто и слухот го подобрува. Да, со редовно конзумирајте, слухот ви се подобрува толку многу што станувате послушен патриот. Готов ти е? Готово. Харе, стој. Готово. Мора некој да го проба. Харе. Јас мене ме врата. Да видиме. Каков е? Это очень хорошее. Прекрасно! Веќе знаете дека 80 пратеници гласаа за уставните промени, тоа доцна навечер после долго време од како започна седницата, но она што не го знаете е причината за ова големо доснење. Денеска ексклузивно дознаваме зошто овој процес траеше со денови и денови. Имено Зоран Заев и Елизавета Канчевска преговарале на српски. Боричемо се заедно за слобода, демократија, квалитета живота, да наши деца и уници остану овде, раде, да буду са част и достоинством, да не напуште родна земја широм белог света. Mi svaka godina podržujemo bijenale naših umetnika i ova godina isto tako imamo veoma vrlo dobra instalacije. Пред сето ова, Заев предложи да им се прости на сите обвинети за настаните на 27 април. Тој повика на помирување од собраниската говорница со следниве зборови. Ајде, десната страна овде во парламентот, колеги, да подадеме рака на левата страна. Ајде, колеги, ви од левата страна, да подадеме рака на десната страна, пратеници. Значи, ова се од прилика истите зборови со кои воспитачката во Весели Цветови вчера ги смири скараните Бруна и Каја. Така, ајде Бруна, подади раче на Каја. Повиците на помирување делуваа стимулативно, па така многу јавни личности зајаваа на позитивниот бран и се смирија со своите скарани. Например, Маријана, која собра храброст, влезе во шкаф и се смири со облеката. Мислам, гола е под ташната, зима иде ке настине детето. Или, например, Грицкалицата, која конечно собра храброст и му се јави за помирување на Стефан Влахов Мицов. Мислам, не дека... Само да знаете, Грицкалицата до ден денес не заборави што и направи овој кога ја заклучи во спалната, ама чисто дека не може веќе да го гледа несреден да оди кај Миленко. Ќе одиш испегла ни среден ко господи. Господи! Па да ти кажам, и ја пуштам од време на време, кога ќе заборавам семки сончоглед да си купам. Срам те било, ног пушташ на малото прсте. Иако беше најтешко, иако беа смртно разделени, се смирија Амди Бајрам и гледањето на саат. Синоќа во 24, уствари у 0:10 часа, у 0:10 минути часа до 24, понатака, значи у 24:010. Значи, не е гал. После 24, 10 минути поминување. Значи, Харе. Може да направиме една интерна шала. Од сега сакам официјално секогаш јас и ти наместо 12:10 да викаме после 24 10 минути поминување. После 24 и 10 минути поминување. Поминување. Ау, тоа е активен глагол. Луѓе.
Што се случува во другите вести? Уредникот на Телма Атанас Кировски беше на удар на јавноста откако излезе официјален документ во кој тој им забранува на вработените на Телма да пишуваат коментари и мислења на Facebook без одобрување од уредничкиот колегиум. И искрено да ви кажам, убеден сум дека Саки немал никаква лоша намера, го знам лично човекот, нашата начинот не би правил он такви глупости да цензурира новинари, но сепак исто предизвика негативни реакции за зезанци на сметка на Саки, како на пример во овој документ од Супер Радио Охрид, во кој уредничкиот колегиум на радиото на своите вработени им вели тоа си се ваши лични ставови, да си ги соопштувате кога, каде и како сакате. Да сакавме да одгледуваме фикуси, ќе си отворевме цвеќара. Ама имаше еден куп твитови, статуси, како на пример овој. Саки отвара мејл. Една непрочитана порака. Ми се спие, може да си легнам со почит. Боби. Саки на тоа одговори, велејќи, видете луѓе, така е во BBC, така ќе биде и во Телма. Значи Телма станува BBC. Дали ова значи одлични вести за спортските новинари на Телма, бидејќи сега ќе земаат речиси 2 милиони фунти годишно колку што земаат во BBC? Чекај, кој е тој срекник да видиме? Ај, ако сакате, кој ги води најголемите спортски настани во Телма? Новинарите во утринска. Па то, башко во BBC. Исто. Денеска во еден дневен. Гостине, Здравко Чолич, не именувате провозиваме веднаш. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Погледни поинаку. Не сум само празна кутија. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од хартијата и од композитот во новите сини контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Пробајте го новиот член на фамилијата Viva 100% премиум сокови. Viva 100% овошен коктел. Без конзерванси, без додаток на шеќер. Од експертите за овошни сокови. Нов крал, нови правила. Сега пеам заљубен, преград отворам јас. Слејан сум со пролета и со се во овој пот. Крали Марко, пиво за уживање. Зимувај со Савана. Искористи го попустот од минус 15% за полупансион во хотелите Иглика Палас Боровец и Катарино Хотел & Спа Банско. Или наполни ги батериите во Хотел Мир Златибор. Што и да одбереш, зимувај со Савана. Убавите нешта во животот бараат постојана нега и внимание.
Со нашата целосна посветеност и грижа, витаминка кетчапот, покрај врвниот квалитет и истиот препознатлив вкус, од сега доаѓа во нова, модерна и подобрена амбалажа. Новата применета технологија спречува истекување на капките и уште подолго ја задржува свежината на вкусот на вашиот омилен кетчап. Витаминка. Дами и господа, кој е тука идиот? Урнебесна комедија со шармантниот Милан Калинич и неповторливиот Срđan Ивановиќ. 1 ноември, Дом на АРМ, Скопје. Кој е тука идиот? Прочитај повеќе. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Пробајте го новиот член на фамилијата Viva 100% премиум сокор. Viva 100% овошен коктел. Без конзерванси, без додаток на шеќер. Од експертите за овошни сокови. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature. Најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Што ми требаше со најубавите нови кломпи кај Спасе да одам ги упропастим. Вие сте тука, се извинувам. Денес го шириме речникот, време е да совладаме нов збор. Денеска зборот на денот е кафуне, што значи нежно поминување низ косата на вашиот љубовник, дечко, девојка, балдаска, мислам, никој не ве осудува кој да ви е љубовник. Кафуне, кафуне. Е, така јас се чувствувам кога ќе отворам нова кутија чај, значи нежно поминувам со рацете низ кесичките, ги галкам, ги милувам. Значи, нема друг збор што би можел да опише што јас чувствувам освен кафуне. Сакам да кажам, без разлика од каде сме, некои чувства сите исто ги чувствуваме, а некои нешта сите исто ги сакаме. Како, например, добра шолја чај. Добре и добар чај. Ау, добар. Чај за добро утро и чај за добра ног, фантастични вкусови од Good Nature за енергично утро или лесен сон без стрес. Направете си добра навика, пијте чај, ќе ми речете фала. ПКБ-ско има топ наградна игра, купете една или повеќе од одличните ПКБ-та паштети и кодот од фискалната испратете го на 149941. Samsung Note телефони, вредносни ваучери, патувања за цело семејство во најубавите европски забавни паркови, Фантазијаленд, Лизбер и Варнер. Паштета е да не играш. Читате Fashionel Powered by Елена Лука за се поврзано со мода и лајфстайл, а за дами и господа на кои им е важно како изгледаат, тука се мулти-бренд бутиците City Fashion во City Mall и ГТЦ. Денеска од таму носам комбинација на Пјер Карден. Ова е моментот кога јас и Мешевски ги покажуваме нашите предвидувачки способности. Имено, ние ќе ги одговориме прашањата на овие заклучени коверти, без да знаеме кои се прашањата. Значи, прво одговор, после прашање, а појма нема да имаме што е внатре. Го читам прашањето. Ао, чекај малку. За да го одговорам ова прашање, ќе ми треба ритам, ми треба бумбарче. Одговорот на ова прашање морам да го давам со музика. Ненасите су по тебе. Ајде, публико! Ненасите вчера, утре и денес. Да, окей, значи тоа е одговорот на прашањето. А прашањето е каков е Кочо Ангјушев кога се во прашање тендерите?
Одговорот е тираносаурус. Тираносаурус. Прашањето е како се вика првиот пронајден диносаурус во Тирана? Тоа е тоа, што добро. Сакаш ти едно? Не, што да не. Само да проверам со шефот. Што да провериш со шефот, бе? Само да проверам со шефот. Живај, тере, јас сум ти шеф, така. Ама само да проверам со шефот. Не те разбирам, што само да провериш со шефот? Можеш да... Тоа е одговорот. Само да проверам со шефот. Сини, одговорот е само да проверам со шефот. Да, а кој е прашањето? е, што вика вработен во Телма кога докторот ќе го праша како си? Не благодарам. Еве го тука легендата на музиката воопшто. Здравко Чолич! Здравко Чолич! Здравко! Здравко Повели! Здравко Чолич! Бакнежи летаат, луѓе, бакнежи. Бакнежи! Убав ден. Здравко. Види колку насмеани лица. Како задоволство ви оде, каква лепота. Нели. Знаеш што, не е секогаш вака. Не, обично се мажи од 18 до 23. Ова е денеска различно. Имам разни варијанти. Ама е прекрасно е ова. Здравко, да си почнеме... Има драги пријателја овде, видим. Да, Наши познати, кроз време. Почнуваме од оно мало среće. Тоа е поводот што доаѓаш во Скопје и Македонија. Се е повезано, ја. Имаш распродадени 2 VIP арени, 10 и 17 ноември. 17 ноември може би да има нешто останато. Ако е нешто останато, побарете и купете секако оние што не зеле карти. Дали вие веќе се снабдивте со карти? Па нормално дека се снабдивте. Прва? Од кај знаеш дека си прва, жити? Прва, добро, веруваме. Здравко, после толку години, уште ли имаш жар, онака страст за концерти? Kad vidiš ovako dragu publiku, odmah to je inspiracija nad inspiracijama, tako da je stvarno... Baviti se ovim poslom ima jedino smisla ako te publika prati kroz to cijelo vrijeme i generacijski gledano, tako da je to jedino što je bitno, ostalo je sve nebitno. Jel? To je dakle ta ljubav i pjesme koje vladaju energija između mene i publike, to je jedna najljepša stvar koja se neko može desiti u životu i naravno to, dakle, neki Božji dari, pa onda to kad preko emocije prenesemo i putem glasa na publiku, onda je to nešto što je najljepše što se može desiti. Ама и врзан си за Скопје. Посебно. Pa dobro, ja sam vezan za Makedoniju i uvijek smo imali te neke lijepe koncerte i od početaka karijere, stvarno i za cijelu Makedoniju, pogotovo Skoplje, smo imali divne te koncerte, neke i kroz sa raznim saradnicima i pjevačima gdje smo nastupali i sa raznim menadžerima koji su organizovali. Tako da imamo jednu, takvo, mogli bi 3-4 knjige napisati o događanjima u Makedoniji, o koncertima. Супер, да те вратам скрос на почеток, бидејќи многу ми се допаѓа приказната за тоа како го оставаш фудбалот и počnуваš muzička karijera. To je mnogo fascinantno. A to je vrlo interesantno. Ja kažem uvijek, kad bi ponovo život živio, ja bih volio da budem profesionalni sportista. Dakle, pitanje je zašto si nadaren. Ali uvijek sam vezan bio za sport, tako da moram ispričati, bio sam kao junior golman željezničara, pa sam onda na tom dijelu Sarajeva, Grbavica, kasnije bila jedna gradska liga koja je... Uglavnom bio sam golman sa ozbiljnim igračima i to je bila gradska liga gdje je energija ogromna, gdje su utakmice pršte na sve strane. I prije toga sam već krenuo da učim gitaru. Moj otac je doveo muzičara jednog sjajnog tipa iz Zadra, onda je bio u domu milicije, moj otac je bio u policiji radio. I onda je taj čika Ivan Barić dolazio kod nas kući 3 puta nedeljno da me uči gitaru i note i tako dalje. I sad možeš misliti, ja to volim i želim, ali na neki način volim i ovaj drugi dio, taj fudbalski. Tako da u jednom momentu, kad je bila jedna važna utakmica, pojavljuje se moj brat koji onako pognute glave dolazi i kaže došao je čika Ivan Barić. To znači moraš ići kući da sviraš gitaru, a ovdje je energija, utakmica odlazi. I sad je to odluka. Da li
krenuti kući, jeli, gdje Barić čeka, ili ostati do kraja gdje sjevaju noge, se lome i ostalo. I ti odluči kaj čeka Ivan. I naravno ja tu odlučim, to je ta neki I toliko stavi kraj. Tako ja za bratom polako dođem. Ali moram da ispričam Čika Barić kako je bio, ja sam sad u jednom momentu imao tu trzal, ovo je gitara, jedna gitara koju napravio je naš rođak, je radio na bas čaršije. I on je pravio ove gitare, žičane, akustične violine, mandarine, mandoline, violine i sve. I napravio je meni malu gitaru, a ja sam držao trzalcu u toj gitari i kad bi onako vješto naštimo, ja je okrenem i ta trzalca ispadne. To je najteško u to nešto da momentu napraviš. Čika Barić je tu sjedio pored mene, jel tako? Ja u toj svojoj nervozi, kako sam izbacio trzalcu, ja udarim čovjeka ovdje u glavu i raskrvam mu malo čelo, a moja majka Stana, ona, a kuku, meni zdravo, što uradio Čika Ivana Barića, brzo rakije domaće, malo ovdje na čelo, daj, on kaže, a bogati, kakva energija. Kakva je energija, to i eto nekako Novi na taj Hendrix. način. Taka, Zdravko Čolić počna da... tako da, hoću da kažem, sve to u životu opredjeljeno, nešto što ti je Bog dao, ide nekim putem, džabe ti htio ovo ili ono, ali ako je nešto sudbina, onda je to tako u životu. Svašta smo mi nešto učili, studirali, radili, ali na kraju nešto ide nekim drugim putem, tako da, eto, na neki način sve je to tako kako je. И прва песна со која стана познат е Синоќ ниси била ту, 72 фестивал Ваш лагер сезоне. Песна која ја знаете? Да, окей, кул. Песна која не била наменета за тебе. Da, ja sam bio u Korni grupi pjevač i kažem baš malo prije u jednom razgovoru, moj prvi dolazak u Skoplje onako muzički je bio vezan za Korni grupu, tadašnju vrlo popularnu grupu. Ja sam došao kao pjevač Korni grupe poslije Dade Topića, vrlo kratko sam pjevao i nastavio sam sam. Josipa Lisac imala tu pjesmu od Kemala Montaigne, produkcija joj je dala, ona je otišla negdje na neku svoju turneju po Americi i ta je pjesma ostala slobodna. Pošto sam se ja vratio iz Korni grupe, onda sam nazovimo jedan dan iz produkcije radio televizije Sarajevo i kao, da li bi ti tu pjesmu pjevao, ja sam se bavio studijima, matematikom u to vrijeme. Nešto sam, pošto sam dolazio iz Beograda, pao 2 puta na matematici, pa sam onda ovo naknadno polago i eto, na neki način sam u tom momentu prihvatio tu pjesmu i to je bilo, eto onda. Trgna. Odjednom treće mjesto publike, nagrada za interpretaciju i pojavi se u novinama nekim beogradskim, ne znam da li je bilo makedonskim tada, kao pojavilo se novo ime Zdravko Čolić. Замисли. I tako onda ja mic po mic ostajem u tom poslu, džabe ništa drugo. Сакам да ја дадам збор на, можеби, еден од твоите најголеми фанови, Јованка, која треба да е тука. Кај е Јованка, негде во позадина? Ѓоко, дојди, земи го микрофончево. Значи, Јованка се работи за исклучителен фан. Јованка, здраво. Еве, дајте ја Јованка чисто да ја видиме, да ја поздравиме. Јованка, значи ти си толка фан што дури во еден момент патуваш и до Виена за да го слушаш и гледаш Здравко. А исто така во еден момент па раскажи ми за приказката кога фаќаш такси до Будва за да го слушаш и гледаш. Зошто такси до Будва? Што не одиш со автобус или не знам? Па, затоа што немаше автобус. Затоа што јас се качив во автобусот, ама пасошот ми беше дома. Добро. И кога стигнавме на косовската граница. Добро. И вика пасош, ја мислев дека така ќе ме пуштат, а тогаш немавме нели. А така ти преку граница, супер. Ви стите така, ви таму. И ме стимна од автобус и јас се вратив дома. Тоа беше 12 ноќе. А концертот кога? Одма утре дента. Значи, нема време. Нема време. Отидов одма, прашав на аеродром, нема авиони. Прашав, нема автобуси. И викам, ама прво требаше да го најдам пасошот, дома ми беше. Знам затоа што претходно бе во Нови Сад на концерт. Тоа беше 2-3 дена пред тоа. И знам дека ми беше дома. И во Нови Сад на Здравко, претпоставувам. Да, на нормално. Здравко, да. Добро. И
го барам пасош, викам, како може го барам, го нема никаде. А знам дека би е дома. И викам, како може да ми го нема, можно ли јас да не отидам сега на концерт? Викам, не, ќе го најдам. И како седнав, така ми текна во скенерот, ми беше затоа што требаше да го скенирам за агенцијата која ме, нели, преку која одевме. Добро. И го најдов одма скенерот и одма са балето кога станав, одма вртев. Немаше друга опција. Нема Ама ти си наставник училишен, значи како те пушта ли директорот вака да одиш по концерти? Ме пушта, затоа што и директорот еднаш кај цело училиште го однесо во Врање, имаше концерт и Здравко се запозна. Значи, Јованка, овие слики што ги гледаме со твоја приватна архива, ама најубава слика од се е жити мајка Мерцедесот, пуштете го само. Мерцедесот на Јованка е, мислам, погледнете зашто се работи. Да. Ова смее вака да прави? Баре авторски права, нека ти плаќа рента. 30 евра месечно за ова. Кажи ми, преклани во Штип. Ти фрли палто, ти фрли сако, така? Да. Го чуваш палтото до ден денеска, го имаш тука, така? Ајде да видиме дали е тоа. Здравко, дали ќе го познаеш сакото што си го фрлил пред 2 години, да видиме? Твое ли е? Или... Ja, mislim da jeste nešto. Тоа? Јованка, Ovo je ljetna varijanta, ljetna varijanta. Летна варијанта е ова. Ти благодарам многу, срце си, фала ти што ние јас збогати. кога ми го фрли, се за те пасите, он мене ми го фрли. Ја викам, тој ми вика, дај, ќе му го вратиме. Викам, мене ми го даде, јас ќе му го вратам. И јас му го враќам и он ми вика, не, тоа е за тебе. Викам, ова е многу скапо, ова Армани е. Знаеш ли колку пари има? И он ми вика, па ние скупле од тебе. Бакнежи и ти благодарам. Здравко, на концерти идат фанови, ама ова не знам дали го знаете, на концерти на Здравко идат и слонови. A dobro, to je jedna zanimljiva priča. Dakle, ovo priča i saradnja sa Veliborom Đarovskim je tradicionalna, sa Đarom. Đaro je jedan od najvećih menadžera iz tog vremena koji je radio fantastično. Drugačiji je to bio sistem rada nego danas. I bilo je uvijek te duhovitosti koje su se i tog malo smijeha u sklopu samih tih koncerata. Nije bilo toliko sve strogo, sve onako dinamično. Uvijek je bilo nešto i za našu dušu na tim koncertima. Tako da sam jednom ja, što sam me htio pitati, a znaš priču, u Splitu na Plenari, to je jedna ljetna turneja jugoslovenska, takozvani putujući zemljotres sa lokicama iz tog vremena, krajem 70-ih, Dado Topić, predgrupa i tako dalje. I u jednom momentu je Đaro mislio da se sa helikopterom spusti na teren, jer to je teren Hajduka bio prije nego što je Poljud sad. Ne, to je Plinara je bio stadion prije Poljuda. Dobro. Ali je to zabranjeno, pošto je centar grada, zabranjeno bilo da se letelice tu prizemljuju i tako dalje. I naravno onda Đaro poznao ove ljude iz cirkusa koji je u tom momentu bio u Splitu. I onda je on dobio slona koji je na početku koncerta, slon drži kitu cvijeća i predaje meni. Zamisli. Kao dobrodošao u Split. Tako da, to je jedan detalj koji danas smo slučajno se sjetili tog. Inače je bilo divnih ti neki tako događaja. Sa Đaro imaš milion prigazki. Pa da, to je bilo. Nekad je Đaro pretjerivao u tim svojim pričama. Naravno, ali tu onda kasnije mašta kad proradi, to sad već ide, nema kraja, naravno. Međutim, bilo je stvarno zanimljivih stvari i kažem, žao mi je što danas sam taj show biznis, inače i muzički svijet, nema više tako lijepe emocije i možda duhovitosti koji su možda nekad bili. Bez obzira da li je film u pitanju ili je bilo koja vrsta muzike, nekako kao, manje su ljudi prije letili za parama i danas sve to nešto kroz cijene, kroz ovo, kroz ono. Prije te pare nisu bile toliko bitne. Bitno je da se bavi svojim poslom, da te publika voli, ima, nema, propadneš. Ja koliko smo puta na turneji propali pa ostali dužni, pa nadoknadili te neke. Ali je važno da budemo korektni i kvalitetni prema publici i prema tome što mi radimo, jel? A nekad se zaradi, nekad se ne zaradi.
I to je takav posao, jel? To je u stvari onda čovjek koji se bavi svojim poslom i razmišlja o svojoj publici, a ne samo da, ne znam, se zarađuje, pare se zarade pa se potroši, ali ostaje ovo nešto drugo, jel? Tako da, tako možda. Pa ima i danas toga. Знаеш, Владко Стефановски на истава тема правиме мувет, колку се промениле работите и колку нема веќе толку страст, љубов, енергија, Pa сега ima, се... ne možemo reći, ima, mislim, malo sve se... Ali kažem, u tom nekom domenu te neke emocije, toga fali. To je, dakle, ima nedavno sam frajer koji je jedan od Google-a, jedan od izumitelja Google-a, Indijac, koji Indijci su softver u glavi, imaju, kaže, najviše mi je žao što smo izmislili Google, kaže, ovaj moj sin koji sada 24 sata gleda, a ja sam ga izmislio, zaradili smo ogromne pare, ali mi je žao jer smo ugušili emociju kod ljudi. Dakle, naravno, tehnologija će neumitno ići naprijed, ali smo neke stvari izgubili, to je ono, i kad govorimo o toj nekoj čak i estradnoj sceni, bilo je svašta tako nešto zanimljivo. Имаш Инстаграм такви работи, Здравко? Инстаграм такви работи, Фейсбуци, нешто користиш? Ja se malo bavim tim. Ne, така? Ljudi koji se bavio tim. Ti si повеќе вака Više за... moji fanovi se bavio tim i ljudi koji me vole nego ja. Точно, така. Moje bogatstvo veliko, zato što poznajem jako veliki broj ljudi i to mi je najveće životno bogatstvo iz raznih sfera, poslova i ljudi iz raznih profesija i tako dalje. Tako da je to jedno veliko bogatstvo i nije to samo muzički gledano, nešto umjetnici, muzičari, pjevači, svirači, nego mnogo iznad toga je drugačije. Naravno imam prijatelja muzičara, kako da ne. Pogotovo ova sarajevska raja, pa mi smo jedno vrijeme bili vezani, neki su živi, neki nisu i tako dalje, ali to smo zadržali, taj jedan bosanski naš sarajevski duh, i tu se i tamo vidimo pa evociramo neku uspomenu. Ali kažem, sam moj pristup ljudima i druženjima je tako vrlo širok i ja sam ponosan na to. A neko ljude vika дека Sarajevo i Skopje se mnogo slični. Ja, pa jeste po temperamentu je to vrlo bitno. Така i и po се сложува. načinu ishrane i svemu tome i načinu ispijanja pića i svega. Така. А кога си тука во Скопје, имаш некој ритуал од типот на, не знам, да прошеташ некаде? Volim vodno, odem često gore, ovaj dio gore malo iznad žičare, odem napravim sam džir. To mi je odličan. Сакаш по-на страна од центар да си? Pa ovo kad je karantin u pitanju. Dobro, pred koncert znači? Pa ne, i ovo kad nekad dođem, kad hoću da se osamim, onda je ovaj dio gore, ovih lijepih malih hotelčića ima sad i ti neki. I malo priroda gore, tako da volim da dođem tu, ali naravno izađem u grad. I odi nekoj na jogging i hop, Zdravko Čolić. Ali imamo i prijatelja i ovih šetača, planara. Sve je tu. Пазиш на таков тип на живот, джогинг, трчање, пешачење? Pa nisam redovan. Moram reći da sam kampanjac, znam ja biti veliki hedonista i jesam hedonista. Volim da popijem, da se družim. Ali sam veliki profesionalac i uvijek 2-3 dana kad je nešto važno, uvijek sebi ne dozvolim nekakvu glupost. Možda par puta u životu se to desilo. Ако имаш од сите градови, од сите луѓе што ги знаеш, кое би ти било друштво за глупост? Koje ti je nekoje društvo sa koje što bi ti bilo kejf da praviš gluposti? A pazi, to su glumci, recimo. Ja jako volim, recimo, evo, imaš ovdje u Skopju isto gdje dolaze da se sastaje klub književnika negdje po Beogradu. I to tako, to su, uvijek sam, ja nisam nikad, kao mali sam bio u školi dobar recitator i bio sam u onoj dramskoj sekciji. Ali kasnije je muzika bila tako da nisam. Ali cijeli život sam volio da upoznam i da sjedim u društvu glumaca koji su duhoviti i koji uvijek znaju dobre viceve da pričaju i na neki način da nešto duhovito kažu. Tako da je to i zagrebačka scena i beogradska i skopska, recimo i sarajevska, to mi je onako merak veliki kad sjedim u društvu glumaca i onda tu kraja nema toj nekoj duhovitosti i tako jednim lijepim skečevima društva. I čak kritici, političkoj kritici i ovako sve to što je. Tako da mi je to onako nešto, kad hoću da odem, da se malo opustim, od ovih ljudi koje želi da malo budem u njihovom društvu, to je neka glumačka varijanta. Si glumel ti vo nešto? Kao mali jesam. Da? A posle ovaka si dobil nekoja ponuda za film, za nešto da se pojaviš? Da budem ja sam u svom filmu. Da si Zdravko Čolić. A dobro, ne. Imalo nešto tako? Da, pa bilo je neki ponuda, ali mislim da ima jedna, kod nas, mi smo vrlo oportuni američkom načinu razmišljanja. A zašto? U Americi je dobro ono kao Madonna glumi, pjeva
svira, igra, pleše, tako dalje. Kod nas ljudi, kad jedan čovjek, to sam ja shvatio, to mislim je 100% istina. Kad jedan čovjek hoće da bude i glumac, i pjevač, i plesač, i sve to zajedno, ljudi mu više ne vjeruju da je odličan pjevač, da je dobar glumac ili da je dobar plesač. Jer to troje ne mogu ljudi da shvatije da on sve to može. To je nemoguće. A on može da je stvarno dobar. On može biti u nekom show varijete varijanta. Ali da on bude sve to, ljudi mu neće vjerovati. Dakle, ili si pjevač, ili si glumac, ili si plesač. 100%. Interesna teorija. Mislim, to je kod nas. Znači, ti si odličan glumac, ama namerno ne glumiš za da ne rečat... Nisam je odličan glumac, ja sam možda dobar pjevač. Ali hoću da kažem, kad bi pokušao da glumim ili da plešem, ljudi mi ne bi vjerovali. Naravno, ples nikad nije bio neka moja, ali ta energija je dobra na bini koju ja prenosim ljudima kroz svoj pokret. To je nešto drugo, to nije ples. To je više atletika. Nego Ali kažem, kod nas ljudi, to je ta mjera da ljudi ne vjeruju ljudima koji hoće sve to zajedno da imaju, a u Americi se to traži ili ne znam već u Britaniji. Baš to govara, točno. Tamo pa uopšte ako si samo pejač, a ne znaješ da tancuješ... Onda kao si deficitaran, jel? Da, ne, to, treba da najdeme nekoj tako. Ali dobro, ljudi kod nas to drugačije gledaju, tako da bavi se onim što znaš. Да продолжиме со песна, малце музика, а и овде заладено ни е малку на мене и на Здравко. Дајте, ако сакате Еко Лайф, пуштете ни печката за грејење. Зошто се Golden Art најдобри, бидејќи градат по уникатниот Golden Art систем кој ги зема најквалитетните материјали од секој добавувач без разлика на трошокот. Затоа само во Golden Art купувате дом, не само стан. А ако живеете брзо, немате време, но го сакате квалитетот на домашно блендирано и изцедено овоше, купете си Viva Premium. За денеска јас избрав овошен коктел од јаболко, ананас, праска, портокал, гуава, манго, банана, кајсија, маракуја или мета. Најважно, без конзерванси, без додаток на шекери, ако сакате на вистина природно. Viva 100% премиум. Свадбарским со како ја свириш на концерти? Радимо to, sviramo. Sviramo, to je jedna lijepa, onako emotivna pjesma. Ima Đorđe za mene napravio tu albumu Zavičaj još jednu koja je mnogo bolja i od ove, a to je Sačuvaj me Bože njene ljubavi. To je pjesma koja ubija, ali poslije toga je toliko taj tekst emotivno težak, da poslije toga ljudi ostanu u jednoj depresiji narednih 15 minuta i zamisli poslije toga ja pjevam ostani, da ti kažem... Super! To ne ide, da. Ali za recimo jedan koncert ili čak za neki bis ova pjesma bi mogla, ili za jedan unplugged varijantu ovog gdje mi ovako sjedimo pa tika sačuvaj me Bože njene ljubavi, onog ludila i strasti, sam se nikad neću spasti. A to je druga onda. To je druga. Ali kažem, sve zavisi, taj sam pravljenje programa je zavisi od kad si na trgu, onda idemo ho-ruk, znaš, udarnički. A kad smo u nekim drugim prostorima, tu malo repertoara treba korigovati. Se slučува da smeniš za vreme na koncert, da osjetiš energija, čekaj, podobro ќе лепи ова. Ne može. Ne može, zato što je uhodan program, on se mora dogovoriti prije toga. Danas ljudi nastupaju sa ovim lupovima, gdje vi određene ritmove puštate isto uz sam orkestar, tako da je sve to poreda se, ne može, nema improvizacije. Mislim, može da preskočimo nešto, ali da ubacujemo nešto umjesto toga na to mjesto, ne, teško to radi. Profesionalci ne bi smjeli da se bave tim. Profesionalci moraju imati... To smo se dogovorili, što nismo. Ti si... Така е, каде, нели? Морам да те прашам малку за жени, малку само. Само малку. Ранко Бубамара ми има раскажана една интересна приказка. 92 година, Оскар на популарноста во Скопје се организира, Джаро го организира. By the way, ти си гостин, пазете, во тоа време правеле 2 Оскари на популарноста. Еден во 6, еден во 8. Па земале Оскари, па после во 8 ги враќале, пак ги земале истите. Да, луда работа. Тоа е. И требало да го вадат Здравко. И немале како да ти извадат, имал илјадници жени, стојат на сите врати, затворена сала, нема како да изведеш, и го извадиле Здравко во старо фичо. Зашто никој не би поверувал дека Здравко ќе биде во фичото. И на тој начин успеале
го извадиле во старото фичо, па после тоа прешол во голфот на Джаро и сите останале, кај е Здравко, Здравко. Кои се такви тактики некои за да успееш? Možda ste to izmislili, ali ne mogu da skontam. A možda je stvarno i bilo, ko zna. Ето, гледа, има сведоци. Jel? Jel? A onda jeste, onda. Nego ne mogu se sjetiti da... Има Jer bilo je ti razni izlazaka, ulazaka, svakakvih, pa onda... Имало исто една ситуација, не знам дали ќе се сетиш сега, кај што ви влага девојка у екипа, влага онака, и после тоа ти ја гледаш девојка, појма, не си ја оставате да тера. Арно, а после доаѓа да ја барат. И вие појма немате кај. И малку се тука станува тензија. Ja, pa dobro, bilo je ti neki, obično u ekipi neko uđe, ne zna ko je, s kim i zašto. Dakle, tako bilo je toga, ali pa šta znam, kasnije su se, ne znam, braća javljala neki, tražili su djevojke, jel to misliš? Da, pa to je bilo onako strah. To je na turneji sa indeksima bilo. Znači ti indeksi? Ja, onda su braća tražila kao sad će da se svete, da ovo, da ono. Pa svi su isprepadali, znaš. Na kraju su našli djevojke i onda smo izbili ne znam da li smo, išli smo na kraju smo došli do Novog Pazara, ne znam, Priština bio Novi Pazar, pa smo onda se pojavili. I onda Đaro da bi razveselio grupu koja svira indeksi, su pratili mene i imali svoj program, onda je Đaro napravio, uzeo jedan hamer, hartiju i napisao djevojka je nađena i onda, pošto ovi su svi u strahu da ta braća je tu koji traže svoju sestru, nije su negdje s nama, šta ja znam, onda su oni tako u strahu, onda Đaro i ja odemo na balkon i on napiše djevojka je nađena i mi mašemo s onim hamerom. I samo vidiš pokojni Davorin Popović, ti si mi bila u svemu naj. Jer je djevojka nađena, sve je lagano. Tako da, i bilo tako ti neki skečeva uvijek. Se сеќаваш кој те има венчано со сопругата Сандра и како се има презивано човекот? Сандра? A da, to je Kako se preziva? Čolić se isto prezivala, da. Ona je Mađarica, ali udata žena koja je matičarka je, žensko, izvini. Da, to u Novom Sadu smo mi, svjedok je bio Mišo Berar koji je radio tehniku i tako dalje. I mi negdje bio 1. maj, pa odemo u Novi Sad i kad ćemo danas sutra potpisati se, ajde, znaš, zajedno smo 11 godina i hajde, ili ćemo ili nećemo, šta ćemo, kako ćemo. I dobro, to je bilo. I onda za 1. maj gore neki salaš bio i tu je kao eto bilo to vjenčanje i male skromno i sada žena misli da je skrivena kamera. A ona je Mađarica koja se udala za nekog Čolića, Hercegovca, možda i neki moj dalji rođak. I onda ona cijelo vrijeme mi sjedimo kod njega u stanu, je bilo, ponese se tefter, dnevnik i upiše se vjenčamo se, nije to nikakva ceremonija bila, svadba i kao ljudi što vole da prave, to je bilo onako, zajedno smo dugo, šta ćemo sad praviti svadbu neku. I mi to, žena ste cijelo vrijeme misli da je skrivena kamera i onda je nju Mišo Berar odveo, valjda došla je odveo je kući, bio je praznik 1. maj, znaš, ona je do zadnjeg momenta dok nije ušla u haustor, mislila da je snima, da je skrivena kamera, da je sve to laž, da je podmetnuto, da se ja kao ženi... Čolić. Ali stvarno onda kasnije kad je ušla i pritisnula lift, kad je odšla, onda je vidjela da je istina. Da, nema ni kameri, nema ništa. Zdravko, imaš прекрасни керки, Уна, Лара, тие се 17 и 12, така? Ja, sad je počinje borba, to je. Kako je rekao Bajaga, znaš, kad se meni rodila druga čerka, Bajaga kaže, doćemo ja i Marko, sad njegov sin, da branimo. Da, kao Nikola Kojo, mini smo anđeli. Si strog tatko ili si mek? Nisam, nažalost, pa onda stalno je po meni frka. Što si ti ovo dozvolio, što si vidiš, a ja ne mogu, kako ćeš, pa ne možeš glumiti strogoću, to je teško, mislim, opet. I onda je tu taj problem, znaš, to je. A opet ne valja ni jedno ni drugo, moraš držati jednu stranu opet. Ne valjaju dvije strane, djeca koriste, kad su roditelji na drugačijim stranama, onda njima najviše odgovara. Ama ti si dobriot, ti si popustljiviot. Pa, majka uvijek mora biti ta koja je strožija, jer otac je, kad su čerke u pitanju, možda da su sinovi, to bi bilo obratno. Така, dobro. Лара има 12?
12, da. Знае ли Лара стари песни од Здравко Чолич? Pa ne znam, moja djeca se ne bave svojim tatuom. To je, mislim, bave se ovako, ali ne bave se muzički. To je ono djeca, ko sva djeca slušaju internet, ovo malo preko muziku, ali znaju dosta toga, bili su na nekim koncertima. Una, evo, sad je bila sa mnom na zagrebačkom koncertu, ja se nadam da će doći u Skoplje, a vidjet ću možda i Laru da vedemo. Ali Lara je onako, pomalo ulazi, znaju više oni nego što ja mislim da one znaju. Dobro. A što slušaат po doma vaka? Pa dobro, ima i ova nova muzika koja je domaća, ovo što je sad sve na tehno varijantu. Rasta go slušate ili ne? Između ostalog i to ima ovih i raznih izvođača koji su na tehnološkom, na tehnologiji. Ali djeca i slušaju i stranu muziku. Pa mislim, sve što mladi vole i moja djeca isto je to. Sva djeca su ista. Neko više narodnjake, neko manje, ali tu smo negdje, vrtimo se. Ali onda dođu opet do ovih nekih pjesama koje su, znaš, koje ovako i ova normalna pop muzika, pa oni kad tad ih to polako strefiće ih i bit će ponosni na neke pjesme koje sam i ja pjevao i koje su nekad još starije od mene i tako dalje. A to sve ima svoje vrijeme. Dobar narodnjak, kad bude matursko veče pa odu negdje, pa na kraju pjevaju neke Lihmina ili ima dana ili ne znam nešto, jeli, to djeca na kraju moraju naučiti, jel? To čak i već kao maturanti uče. Svako doba dana ima svoju muziku, znaš. Така си е, прилично. И да завршиме чисто со уште едно, значи, подсетуваме дека 10 и 17 ноември се концертите, чисто онака, што би сакал така да им најавиш на луѓето, оние што ќе дојдат да те гледаат? Pa ništa, nismo se videli 4 godine, nisam pjevao u Skoplju. Imali smo raznih koncerata, kad se vratimo kroz vrijeme, najljepši koncerti koje sam imao, ja tu uvijek kažem sada, baš i u Zagrebu su u Makedoniji vezani, i u Skoplju, i ta energija i taj osjećaj tog druženja, tih koncerata je to na prvom mjestu. Stvarno, to ja ne bježim od toga, bez obzira da li je u pitanju Zagreb, Beograd, Sarajevo, to je uvijek bilo vezano i tu ljudi koji me prati kroz vrijeme znaju da je u Skoplju uvijek bilo nekako moja sprega sa Makedonijom, pogotovo za ovim velikim koncertima je, pa ostalom najveći broj ljudi, ja sam pjevao i na Marakani i na svim trgovima, ali najviši broj ljudi na jednom koncertu je bio kad sam ja bio gost sa Sugar Babes ovdje, Telekom što je radio. Dobro, da. 120.000 ljudi je bilo na tom koncertu. I moram reći kad je Sugar Babes izašlo da je puno ljudi otišlo zajedno kući. Dakle, bili su na mom dijelu. I hoću da kažem, ta ljubav je, ona je vezana, evo, skoro 45-50 godina. I šta da kažem, naravno, pjevamo te pjesme kroz vrijeme, mijenjamo ono što napravimo, ali uvijek to bude nekako lijepo. Bez obzira da li je bolji zvuk, da li je bolja produkcija, nekako mi funkcionišemo na jednoj emotivnoj bazi, na bazi toga što eto, neko nekog voli i prepoznaje. I godinama smo tu i ja sam ponosan na Makedoniju, na Skopje. Zato se vraćaš, kaj se Sugar Babes? Toliko ne dojdo, pa toliko veše. Dobro, slučajno sam to pomenuo, nisam ništa tendencijozno mislio, nego da kažem koliko ljudi, koliko smo vezani kroz vrijeme, jeli, kroz neko, da ne može ni neko ko je sa strane dođe da poremeti tu našu neku energiju koja postoji. Ma, fakt je to i fakt je da ga i Makedonija го obožava Zdravko Čolić, kako što i Zdravko Čolića. Ти знаеш дека кога си онака се окей, одиш на систематски и викаш како е докторе, он ти вика ти си Здравко Čolić. Zdravko Čelik, ja. Zdravko Čolić, to je to. Zdravko, Good Nature čajevi za glasot. Hvala ti puno. Nikad nije na odmet. Мора да го пазиме гласот. Имаме од витаминка и Здравко, имаш и Viva Premium тука, со кој ти не кревај звезда си, тешко е ова. Немој ти звезда си. Дами и господа, Zdravko Čolić!